пред се да речем, ова што се случи вчера во Каталонија, всушност е нешто кое што, ајде условно земено, се готви веќе еден подолг историски период, ќе кажам, уште од самото формирање на Шпанија како држава, заради тоа што од секогаш постоел кај каталонците тоа чувство на посебност, на издвоеност, на припадност на една територија, на една поинаква група од она што е, ајде условно земено, Шпанија. Меѓутоа, она што е, значи, она клучното прашање е зошто токму сега. Веројатно, ова е еден од ефектите на, значи, не велам дека клучно влијание има Брекзит, меѓутоа тој процес на одвојување на Британија некако даде охрабрување дека можни се промени и всушност јакнењето на тој популизам, десноцентристички популизам, кој што има широк подем во изминатиот период во Европа, едноставно ја најде силата да го изведе ова што го изведе. Зборуваме од аспект на организација, значи формално спроведување на овој референдум. Оној клучниот проблем е во тоа што Мадрид многу лошо се постави во целата оваа работа. Значи, владата во Мадрид остана глува, се скризат одлуката на Уставниот суд дека референдумот е неуставен и всушност следствено на тоа беше и реакцијата на полицијата, односно на властите во Каталонија, кои се обидоа по секоја цена да го зачуваат уставниот поредок, односно да го спречат референдумот. Меѓутоа, она што како порака произлегува овие неколку, значи, изминатиот ден е дека страшно е тоа насилството кое што го видовме и со кое што, ајде, шпанската, условно ќе земам, полиција се справуваше со гласачите кои што одеа мирно, сакајќи да го изгразат своето право. Европската унија, Шпанија, нели, е дел од Европската унија. Вчера, во текот на вчерашниот ден додека беа сите овие немири, целото ова насилство на полицијата молчеше, немаше никаква реакција. Многумина се прашуваат зошто. Па јас и, значи, тоа мене воопшто не ме чуди, заради тоа што сепак Европската унија е унија, значи таа нема дефиниран политички идентитет од аспект на унитарните држави, значи носители на извршна политичка власт кои што би зборувале во името на државата. И токму заради тоа јас очекувам дури кон средината на неделата да го чуеме тој официјален став на Европската унија, после нормално консултациите помеѓу шефовите на државите. Меѓутоа, она што е битно да се истакне е дека носителите, значи на државите членки, политичкото лидерство и тоа е тивко. Значи тука немаме осудување на ситуацијата во Шпанија, заради тоа што веројатно нема држава во Европа која што не би имала можност да се соочи со некој проблем кој што е сличен на овој, заради тоа што во сите, да речем, сите општества не се хомогени, претежно општествата во европските држави се хетерогени и постојат региони, заедници, области кои што следени од овој пример, значи водени од овој пример, би можеле да постапат исто, што всушност би представувало сериозен проблем за Европа. Она што мене ме загрижува е што нема од европските лидери, значи зборуваме председателот на Франција, на Германија, значи јасна осуда на насилството. Заради тоа што суштината на Европа е ненасилно решавање на недоразбирањата и конфликтите. Че самото гласање на луѓето на референдумот не значи и автоматски одделување на Каталонија од Шпанија. Значи тоа е изразена волја. Како шпанската влада и лидерството во Каталонија ќе се справат понатаму со решавање на овој проблем е веќе еден друг цел сегмент. Меѓутоа суштината е во изразувањето на демократското право, мислењето на граѓаните, што всушност е и во
градбените столбови на Европската Унија. И тие се оние вредности по кои што Европа себе си се прокламира како најнапредно општество, значи најнапредна заедница во светот. Ке најдат ли решение на овој проблем или пак сепак после изгласаната независност Каталонија и ќе се оддели од Шпанија и доколку се случи тоа, што значи тоа не само за Европа и општо за свет? Па јас мислам дека е од денешна перспектива, мислам дека е премногу рано да се шпекулира каков ќе биде исходот на целата ова ситуација која што имавме вчера, меѓутоа сметам дека ова праќа силна порака дека доколку се прокламираат некакви вредности, по нив и треба да се живее. Мене често ми се наметнува, значи кога се обидувам да го објаснам овој проблем, значи имаме некаква, ајде условно кажано, ситуација во каква што можеби во една точка од времето ќе се најде Македонија. Заради тоа што доколку се најде некакво заемно прифатливо решение, тогаш политичките елити се обврза дека тоа ќе оди на референдум. И значи ние пак ќе имаме и во Македонија, не зборувам дека ќе имаме насилство, меѓутоа реално комплексно е прашањето и мислам дека барем до овој момент во медиумите некако повеќе фокус се става на насилството, на она што се случи. Нормално дека тоа треба да се осуди заради тоа што не сме, значи во Европа да се случуваат вакви работи. Меѓутоа сепак мислам дека на пошироката јавност не им е познат поширокиот контекст и дека во Каталонија постои и значи едно друго мислење, една друга струја и дека всушност дел од овие настани кои што се случуваат таму се резултат на една популистичко движење кое што се обидува на определен начин да се стекне со политичка моќ. Значи сепак овој контекст е комплекс.